Кога има избор, има слобода. Кога има слобода, има достоинство. Човековите права се на првите борбени редови на браникот на слободата. Што ли се влегува по чадорот на овој термин? Правата на жените и човековите права воопшто минале низ долг процес за да бидат такви какви што се денес. Тие се најасниот показател за тоа во какво општество живееме. Рамноправно и праведно или пак под маската на демократијата се уште се крие ликот на дискриминацијата и патриархалниот морал. Многу храбри борци и борки за човекови права ги вложувале своите знаења и способности, а многу пати и својот живот, за да можеме ние денес да го уживаме она што значи универзалност и неделивост на човековите права. Колку ли жени низ историјата мечтаеле за професија и кариера, за слободи и права, за идеали и соништа. Некои од нив воделе тивка борба во своите домови како лулки на патриархатот, а некои пак биле гласни против конзервативната општествена решетка. Нивната смелост е нашата слобода денес. Живеевме, мислам, во многу поравноправен свет. Тоа беше можеби времето на социјалистичка Македонија, кога после Втората светска војна жените добиваат право на глас, право на еднакво образование, право на еднаква плата, право на згрижување на нивните деца. Меѓутоа, со промена на системот и со враќање на капитализмот, мислам дека секојдневно се соочуваме со постепено губење на некои од овие многу значајни права за жените. Во секојдневниот живот разликата помеѓу родовата разлика е присутна. Апсолутно, мислам од самиот однос према женскиот пол. Почнувајќи од влез во продавница, па завршувајќи со одредени однесувања на, ако сакате, и мајстори, и најобичен човек кој што дошол во куќата нешто да поправи, има подруг однос према машката популација отколку према женската. Како да е таја некако безвредна. Феминизмот е политичка идеологија за рамноправен свет. Феминистите и феминистките се борци за човекови права, а женските права се дел од човековите права. Таа борба за еднаквост на родовите во политичка, економска и социјална сфера има свои записи и во нашата историја. Прашањето на кое што постојано се навраќаме, која сум јас? Не да направам генеалогија на моето лично семено стебло, туку генеалогија на една женска генеалогија на оваа територија. Затоа што ние буквално немаме скоро никакво сознание за како делувале жените на оваа територија до Втората светска војна. Изворите се многу скудни, најмногу на тоа поле работи Вера Весковиќ Вангели, една наша значајна историчарка, која што, можам да кажам, целиот нејзин професионален живот го има посветено токму на ова прашање, да ги истражи во архивите, да го истражи тоа делување на жените на оваа територија, меѓутоа незиниот фокус е најмногу околу Втората светска војна. Сепак, кога ќе го слушнеме поимот женски права, веднаш помислуваме на Роза Луксембург и Клара Цеткин, најчесто не знаејќи дека имаме и наши Роза Луксембург и Клара Цеткин. Сме ги заборавиле ли нашите први борки за женски права? Роса Плавева и Накија Бајрам. Кои биле овие хероини? Во обидот да најдам нешто повеќе за значајни жени во минатото, случајно наидувам на името на Роса Плавева. Тоа е некаде пред повеќе од 10 години, во еден неформален разговор со кураторката Сузана Милевска, за да почнам да се интересирам повеќе за неја и да чепкам токму еве тука во Институтот за национална историја, во Музеот на град Скопје, секаде каде што ќе слушнав дека постојат можеби некакви податоци за неа. Роса Плавева била прогресивна активистка и социјалистка. И бидејќи за жените се уште е ствојствено да се врзуваат и со идентитетот на нивниот сопруг, Роса ја споменуваат како сопруга на велешкиот социјалист Илија Плавев. Во незината куќа постојано се случувале собири на кои се иницирало прашањето за симнување на фереџето кај муслиманските жени. На еден од тие собири присуствува и турчинката Накија Бајрам.
Токму ова, 2018 година, одбележуваме 110 години од нивниот активизам за родова рамноправност. На почетокот на изминатиот век, иако речиси невозможна мисија за тој период, овие две жени ќе го понесат товарот да бидат гласот на новите европски струења и да се борат за жените и нивните еднакви права. На еден од собирите во куќата на Роса Плавева биле присутни околу 50 жени, сопруги на официри од османлиската војска. Тие се подготвувале на денот на отпочнувањето на младотурската револуција јавно да излезат и да го побараат правото на муслиманските жени да престанат да носат фередже. За таа прилика подготвиле и знамиња на кои што бил испишан слоганот: "Доста веќе црнила на очите. Треба да живееме како и сите други жени на светот." За жал, градските власти дознаваат за собирот. Роса Плавева е уапсена и мачена. И покрај лошите околности, јавниот протест на жените сепак се случил, иако без значителен успех. Колку често си ги споменуваме оние хероини кои го жртвувале својот живот за нашите еднакви права. Нивните биографии се ракописот на нашата слобода денес. Знаеме ли доволно за нивните животи? Историјата најчесто е црна крпа од која се цеди крвта на човештвото. Но таа е единствениот сведок за минатото и гласен потсетник за грешките кои не смееме да дозволиме да ги повториме во иднина. Историските записи не потсетуваат која всушност била борката Роса Плавева. Роса Плавева, позната и по прекарот Дели Роса, или неустрашиваца Роса, на турски, нели, беше своевидна легенда во 50-тите и 60-тите години не само во Скопје и во Македонија, туку и во цела Југославија. Зашто? Затоа што нејзините дејствувања, акции, цел нејзин живот беше во борба за човековите права и правата на жените во тогашна Југославија, нели и Македонија. Родена е баба Роса во Велес во 1872 година, и тоа на 5 мај, а е почината во Белград во 1970 година, некаде на 16 февруари. Во тој период образованието не им било лесно достапно на жените. Кујната, домот, метлата и семејството биле нивните главни вештини. Иако многу жени, како што пишува писателката Вирџинија Вулф во незиното култно дело Сопствена соба, мечтаеле за правото да се студира и да се испланира сопствениот живот. Сепак, и покрај прангиите на патриархатот, Роса Плавева се школувала во Велес, а потоа и во Софија. Во 1900 година таа станува членка на првата социјалистичка организација во Македонија, а била учесничка и во Илинденското востание. Плавева била активна и во меѓународната феминистичка борба. Во 1917 година иницира и успева да собере околу 100 потписи од скопските жени за резолуцијата со која се барало ослободување на Роза Луксембург и Карл Липкнехт. Меѓу останатите социјалисти, Роса Плавева била нарекувана втората Роза Луксембург. Самата Луксембург во едно од незините последни писма, напишано на руски јазик, лично и го дава ова име на Плавева. Малку подоцна, во 1919 година, Роса е една од основачките на Социјалистичката работничка партија на Југославија, која подоцна прераснува во КПЈ, а во 1920 година ја формира Организацијата на жените социјалистки во Скопје. Оваа организација се залагала за еднакви плати на мажите и жените, за укинување на капиталистичката експлоатација на трудот, како и за активно и пасивно избирачко право на жените. Незината хуманост и солидарност се гледа и во заложбите да се отвори бесплатна аптека. Плавева успеала да се избори работниците да добиваат бесплатен преглед 2 пати во неделата. Незината храброст се огледува и во помошта и лојалноста кон прогресивните идеи на Турската република. За време на додека Македонија е во Турција, нели, во склопот на Отоманска империја, она дига, нели, побуна, не е штрајк, побуна против носењето на фередже и барање на работнички права и права изедначување на жените, односно родова еднаквост денеска што е популарно. Била, тоа е модерен израз за нејзе, рецимо сифрижанткиња дека била. Значи, голем борец за човековите права. Може би занимлив податок е дека 1908 година со младотурската револуција, кога, нели, букнува младотурската револуција и младотурците го Султан Амид го слегнуваат од султанскиот престол,
Она во тој претходен период Мустафа Кемал, офицерот кој што завршува Аскери Руштие, значи војничка школа во Битола, го чува кај незе во Велес, бидејќи нели младо турците е, тоа е денешниот, мислам, тогашниот Кемал Ататурк. Она го чувала кај незе дома, го криела. И наводно Кемал Ататурк јас не сум го сретнал, сум го барал, ама не можеме да најдам. Наводно во автобиографијата што самиот Кемал Ататурк ја пишувал, се вели дека во Велес пред младотурската револуција 2 недели се криел во куќата на Роса Плавева. За смелоста со која се одликувала, турците ја нарекувале Дели Роса, односно Јунак Роса, а епитетот го оправдала и во последните години од својот живот. Старите велешани се уште се сеќаваат на 90-годишната енергична старица, која во својот говор била луцидна, духовита и брза. Секогаш облечена во бела машка кошула, црвена вратоврска и темносин костум, со илинденска споменица на реверот. Роса била активна жена, постојано во движење и љубопитна за нови сознанија. Кога ја затвараат Лоза Луксембург и Карл Липнехт, можеби ова е занимливо, она организира собирање на потписи со мажот Илија Плавев да се ослободат од затворот во Берлин. Роза Луксембург ја одговара на нејзе со писмо. И Роза, она и се подпишала на писмото као Роса Плавева, Дели Роса, а Лоза Луксембург, наводно така керка и кажуваше, нели, одговара со Дели Роса. И одговара на писмото. Тоа писмото после го бараат српските власти и ја тепаат, а она го зима писмото и го сожвакува и го голта, за да не го заробат. Почитуваче на Роза Луксембург и Клара Цеткин подоцна, нели, за кои што се нели го донесуваат денот на жените 8 март и со нив се допишувала наводно и отпатувала, тоа така керка и го тврдеше, нели, отпатувала во Берлин да се види со нив. Годинава одбележуваме 110 години и од активизмот за женски права на Накие Бајрам. Која била оваа наша хероина? За прв пат се сретнав со нејзиното име секако во книга на Вера Весковиќ Вангели, каде што само во една реченица е кажано дека Роса Плавева и Накие Бајрам ги организираат првите протести за одболување на муслиманската жена во почетокот на 20 век. Значи, некаде во 1908 година, тоа е, да речем, во времето пред започнувањето на младотурската револуција, Роса Плавева има пристап до турските жени кои што живеат во Скопје, кои што живеат еден изолиран живот внатре во семејството, како држејќи им часови за кроење и за шиење. И користејќи таа можност се обидува да им ги пренесе своите согледувања за еманципација на жената. Една добра група на турски жени се обидуваат да се организираат во куќата на Роса Плавева и да истапат јавно со пароли и со јавно отфрлање на фереџето. А меѓу присутните е и многу младата Накие Бајрам, која што не носи ни фес, ни фереџе, бидејќи потекнува, според толкувањата подоцна и сознанијата, бидејќи потекнува од семејство каде што жените генерации наназад се едуцирани и го застапуваат, да речам, некако тој процес на еманципација. Накие Бајрам е македонска учителка од турска етничка припадност и борка за човекови права. Родена е во 1889 година и според искасите на незиниот внук, професорот и академик Газанфер Бајрам, потекнува од едуцирано семејство каде што женската страна се истакнува со решителност и храброст. По Втората светска војна, Накие Бајрам со голем ентузијазам се вклучува во процесот на описменување на муслиманските жени во социјалистичка Македонија, како и во борбата за отстранување на фереџето.
Законот за забрана на носење зари фереџе, донесен во 1951 година, од кој што се очекувало да го забрза процесот на еманципација на муслиманската жена во социјалистичка Македонија, предизвикува отпор кај муслиманската популација. Бил сватен како насилнички акт против семејниот и личниот интегритет на муслиманската жена. Накија Бајрам била строга, но правична. Таа се обидувала да не ги повреди моралните кодекси на однесување, оние запишани во Куранот, како и оние наметнати од средината, но решително се борела за женската еманципација и женските права. Својот живот го завршува во Скопје во 1962 година. Она имаше едно училиште тука кај што е Саат Кула. Тука е таа џамија, името и го заборавам, ја стално ми доаѓа на памет, сега кога ми треба ќе го заборавам. До неизе имаше една зграда, тоа беше училиште. Женско училиште и се викаше Имранија. И одна таму предаваше и измеѓу двете војни и после војната. После војната се отвори Тефејус и се отвори занатско училиште. Вика женско занатско училиште Шефкат на турските девојки, управител Мухамед Хаџибегич, професор, заменик на управителот, учителката Накија Ферид Бајрам. Она е многу почитувана. Не постои свадба во Скопје, зборувам за турскиот дел, зборувам за това, без неизе не може се организира. Она тогаш се правила изложби на Чеизот. Не знам, Чеиз знаете што е. Изложби на Чеизот и она беше главен декоратер за тоа, али и прашана за тоа, бидејќи нејзина ученичка се мажи и ја почитува. Многу почитува. И она, например, осим тоа, некојаш мала дигресија ќе направам, некојаш зборува дека баба ми, баба и дедо, се знае што е унуткот гора галат, галенот. Меѓутоа баба ми мене ме воспитуваше спартански. Накија Бајрам, бидејќи е учителка по професија, повеќе е вклучена после Втората светска војна во процесите на описменување на македонската, пред се муслиманската жена, кој што активно се случува во првите години, се до воведувањето на законот каде што и се забранува на муслиманската жена јавно да биде покриена, која што го сваќа како навреда или атак врз својата култура и традиција и се повлекува. Се повлекува и да речеме некако од овие процеси на еманципација кои што започнуваат во тој период. Ова е некој, да речем, толкување на Вера Весковиќ Вангели, а многу позитивно во таа една изјава што успеав да ја најдам за тие процеси на описменување, зборува самата Накија Бајрам. Жените како Накија Бајрам и Роса Плавева се светилници на патот на борбата за женската еманципација и родовата еднаквост во општеството. Нивниот активизам за човековите права и нивната решителност и истреност во заложбите за рамноправно општество во кое жените нема да останат на маргините, се значаен сегмент од нашата историја. Останува да си го поставиме прашањето: каде продолжуваме ние? Онамо од каде што застанаа тие? Дали денес, во 21. век, го скршивме родовиот јас или се уште живееме во родово слепило? Ги препознаваме ли родовите стереотипи како опасна стапица за дискриминација? Се изборивме ли за надминувањето на родовиот јас на пазарот на трудот, каде мажи и жени на идентични работни места со исти професионални квалификации заработуваат различно? Имаме ли доволно жени на лидерски позиции и жени кои учествуваат во политичките процеси на донесување на важните општествени одлуки? Многу прашања и нови борби се отвораат пред нас, а полето на човековите права не подразбира помирување со дискриминацијата во каков и да е облик. Историјата покажува еден напредок во трендот на еманципација на жената. Тоа е апсолутно неспорно. Мислам,
и поранешните борци, почнувајќи од Роза Луксембург, па и нашите за кои што еве во оваа филмска сторија се прикажани, се е еден од елементите за овозможување и за унапредување на таа еманципација. И историски отидено е напред. Меѓутоа, прашањето е колку во ова сегашно време можеме да бидеме задоволни со тој напредок. Во време кога зборуваме за овие личности, еманципацијата на жената била на многу пониско ниво. Немало толку ни теоретски, да речам, заштити или теоретски можности да ја овозможува таа еманципација. Во тоа време жената била третирана сосема на друг начин. Суштество кое што апсолутно треба да се грижи само за домаќинството и за породот. И за работа во куќа, и за работа надвор од куќа, на поле и така натаму. Меѓутоа, во јавниот живот нејзиното присуство било скоро минимално. Што сега не е така. Апсолутно дека не е така. Ние имаме многу голем број на жени кои што постигнале многу големи успеси во својот живот. И професионално, па и ако сакате, и непрофесионално. И останувањето дома, посветување на некои други цели, меѓутоа со заштита на достоинството, со заштита на битието женско, таја постигнува елемент на повисоко ниво на еманципација. Датумите како 8 март постојат за да не потсетат на историската важност на битките и победите. Но преостанатите 365 дена во годината се вистинско огледало за рефлексија на родовата рамноправност во едно општество. Подсетувајќи се на заложбите и жртвите на борките како Роса Плавева и Накија Бајрам, се подсетуваме на нашата улога како жени да останеме будни пред окото на еднаквоста. Нивниот спомен нека биде наша инспирација. Имаме непостоечка женска историја и обично околу 8 март, како што и денешниот ден, некој ќе се сети повторно ќе врати приказната за Роса Плавева и Накија Бајрам. Дури во некои написи повесниците беа нарекувани македонските Клара Цеткин и Роза Луксембург. Секогаш повикам на тоа дека треба повеќе да се работи на ова поле. Дека не ни е доволно да знаеме и да се подсетуваме само на Роса Плавева и на Накија Бајрам. Треба и институциите и ние како индивидуалци повеќе да се заинтересираме, да чепкаме и да истражуваме и да ги разоткриеме овие постоечки и непостоечки приказни во документите кои што ги има или ги нема. Затоа што таа наратива ни е нам важна и е дел од овој контекст овде. И од друга страна ми е драго што ги спомнуваме на 8 март, затоа што и за нив 8 март значел како ден, како меѓународен ден на жената во борба за еманципација, за право на глас во времето кога тие делуваат. Значи да не ги заборавиме нивните постапки, дела и залагања.